Делегатите на 16-тиот конгрес на ВМРО ДПМН во Валандово го бираат новиот претседател. Единствена кандидатура има поднесено до сегашниот генерален секретар Христијан Мицковски. На вториот ден од работниот конгрес, кој што е вонреден и се одржува во Валандово, присуствуваа 418 делегати од вкупно запишани 544. Во првиот дел од работата на конгресот, кој е највисоко партиско тело на ВМРО ДПМН, се обрати до сегашниот претседател Никола Груевски. Тој упати 10 барања, односно совети до новиот претседател. Прво, изрази жалење што има само една единствена кандидатура. Истовремено, тој побара од новиот претседател да ја продолжи храброста и одлучноста на ВМРО ДПМН и да не заборави на заштитничкиот однос кон прашањето за името и на македонските национални интереси. Груевски побара и повтори дека ВМРО ДПМН од секогаш била европски ориентирана кон Запад и дека членството на Македонија во Европската Унија, во НАТО и стратешкото партнерство со САД се многу важни за економскиот просперитет, безбедност и просперитет на Македонија. Во делот на обраќањата до новиот претседател, Груевски рече дека Централниот комитет на партијата пред 2 дена го усвоил извештајот со анализата за резултатите од локалните избори. Она што рече Груевски како причина пројавува во целиот извештај е зборот предавство. Тој посочи на партиски функционери, членови, досегашни вршители на државни функции дека направиле предавство на партијата и на партиските интереси. Груевски побара новиот претседател и новото раководство на партијата да ги санкционира овие лица кон кои е насочен прстот за поразот на партијата. Во спротивно, рече Груевски, тие повторно ќе го повторат тоа што го направија сега, предавство на партијата. На конгресот, како што кажав, веќе се гласа, односно делегатите претходно во вториот дел ја слушнаа програмата која што пред нив ја презентира кандидатот за претседател на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. По гласањето за Мицковски да биде прогласен за претседател треба да има освоено мнозинство од вкупниот број од 544 вкупно запишани делегати.